Заедно со колешката Благица Ласовска сме биле таму на терен, како што таа спомна дека е запозната со проблематиката и навистина има едно големо кратење доколку успееме да го изградиме овој пат, да го направиме. Затоа што селото Гиземелци, доколку се поврзе со селото Кнежје, ќе се олесни комуникацијата, ќе се олесни транспортот, а практично и тие граѓани на општина Лозово повеќе гравитираат кон општина Свети Николе и со самата оваа изградба на овој пат кој што е веќе, како што кажа колешката, одобрен преку Вардарскиот плански регион и се имаат обезбедено голем дел на средства, ќе се скрати и ќе се намалат трошоците на сите овие или од едната или од другата страна. Она што навистина ме загрижува е мојата констатација уште на почетокот кога го видов овој предлог ребаланс на буџетот, дека ќе има директно влијание овој предлог ребаланс кон неработењето на градоначалниците и ќе има директно обвинување од страна на власта за нивното неработење или нивниот потенцијален неуспех кој што понатаму ќе се користи како механизам или како алатка да се кажува дека еве не работи, меѓутоа видите и градоначалниците кои што ги избравте, за кои што гласавте, тие па бетер од вас. Она што е како услов за влез во Европската унија не е само виткањето кичма и преговорите со Бугарија и менувањето на името кое што ветувавте дека ќе биде последно, туку и комуникацијата, и инфраструктурата, и градењето на правосудниот систем и така натаму, и сметам дека ние за да бидеме поблиску до Европската унија мораме да им овозможиме на сите жители во Република Македонија да се чувствуваат достоинствено и да се чувствуваат како дел од еден систем кој што би требало да функционира, но за жал во моментов функционира само за одредена политичка елита, а за сите останати граѓани Република Македонија не функционира, затоа што гледаме дека цело време и за парламентарни избори и за локални избори претходно се лажеле, се манипулирале и од страна Зоки, кој што вака со стегната тупаница ќе менуваше од Чистачки до Зоки, тој од Муртино, како се викаш? Зоки. Па не знам, така го викавте, наш Зоки како што го викавте, наш Зоки, нашиот Зоки со тупаницата стегната и од страна на еден градоначалник во општина Лозово на кој што му се падна шпорет на дрва. На лотарија му се падна шпорет на дрва. Од сите граѓани во општина Лозово него му се падна на ќерка му, па после театрално ќе го донира во општината, каде што нема апсолутно ништо направено во неговиот последен мандат и каде што малтретираше жени и плачеа по телевизија и така натаму. Меѓутоа, развојот, регионалниот развој, гледаме дека иако имаме зголемени средства за некоја ставка, гледаме дека декларативно се залагаме за зголемен регионален и еднаков развој, оваму во Источна Македонија некако цело време фалат средства, во Западна Македонија цело време се доделуваат средства, меѓутоа таму па не се реализираат и кога ќе видите парите ги нема. Забелешките од Светска банка уште пред неколку години беа дека поради инертноста на министерствата и на надлежните кои што треба да работат на развојот на инфраструктурата, поради нивната инертност и од друга страна инфлацијата која што е се поголема, имаме најава за уште поголема инфлација, дека се губи секаде и во средства и во време и за жал поради нереализирани инфраструктурни проекти, одозгоре и плаќаме казни кон кредиторите. За штетите да не зборуваме затоа што тука колегата Минов или оние кои што кажуваа дека ќе се правело проценка, знаеме дека имаме култури кои што после одреден период повторно никнуваат. Например, тутунот и градот да го уништи моментално, после некое време потерува. Меѓутоа 2-3 раци од берењето на тутун ќе поминат, лозијата пуштаат ластари понатаму, па после кога ќе се прават проценки ќе речат дека земјоделците не ги прскале на време лозијата и така натаму и тука ќе се добие и на време и на средства кои што можат понатаму да си пренаменат Љупчо и Трајан Николовски, и Димковски, за да можат да си играат со земјоделците.
На крајот на криштата, општина Лозово е една таква општина која што навистина нема никакви инвестиции во последните години, општина која што е многу зависна од развојот и од комуникацијата на земјоделците и општина која за жал беше многу погодена од невремето. Во последниот период имаше дури мешање на атмосферските со подземните води. Дополнително имаме со колешката Благица Ласовска поднесувано амандмани кои што се однесуваат и на регулација на водоводот. И сега вашата желба или вие она што кажувате дека ЈПДП биле одговорни или не знам кои се одговорни, ЈПДП не се малска продавница, ЈПДП вие и контролирате, вие му одобрувате средства. Не е во прва буџетска линија, меѓутоа кога ги прават програмите, тие ги прават во консултација со Министерството за финансии, не ги прават во консултација со не знам било кој. Затоа треба да предвидите и еве ние не велиме дека од джеб да се дадат тие пари. Имаме алокација на средства од една во друга ставка. На крајот на криштата тука дискутираме половина час за нешто што значи комуникација помеѓу две општини, а тоа нешто е поевтино од приборот за јадење во влада. Така ве молам, дајте да бидеме разумни, станува збор за основна потреба и дајте, повторно ќе повикам, не е само Лозово во случајов, имаме понатаму и многу други села, многу други региони кои што чекаат овакви средства за да можат да се развијат и дополнително и земјоделците, затоа што иде тешка година и за прехрана, дополнително и земјоделците да имаат бенефит директен и на крај крајните корисници граѓаните. Ви благодарам.